Како до еколошка правда, Македонија уназадува кога станува збор за заштитата на животната средина, пред се во делот на носењето закони кои се однесуваат на намалувањето на ризиците за животната средина. Извештаите на Европската комисија за земјава години наназад бележаа неколку неефикасни области и неосогласено со директивите на ЕУ за еколошки криминал. Се уште процесот на согласување на овие закони е во тек и имплементацијата на мерките за подобрување на квалитетот на воздухот е слаба, бидејќи нема доволни административни и финансиски ресурси. Во Македонија законската рамка за превенција и унапредување на здрава животна средина е несоодветна, застарена и затоа се појави потреба од надополнување и предвидување на нови кривични дела, кои досега не беа опфатени со кривичниот законник. Во однос на казнената политика, познавачите велат дека најголемиот број на пресуди изречени во изминативе години кај нас се условни санкции и потребно е да ги замениме со ефективни казни затвор или административни санкции. Една од најголемите промени е измената на кривичниот законник, која што беше направена во 2023 година. Од препораките и заклучоците кои што треба да произлезат од оваа средба, едно од најбитните прашања е секако делот во Министерството за внатрешни работи, кој што треба да биде задолжен за прашање од животната средина. За жал, во 2009 година го нема тоа оделение. Се надеваме дека со формирањето на новата влада приоритет ќе биде токму формирањето на тоа оделение. Во рамките на Академијата за суди и јавни обвинители направен е курикулум за еколошка правда. Меѓутоа сметаме дека не се доволен број на обути кои што се одржуваат на оваа тема. Норберт Курила, советник на председателот на Словачка за животна средина, енергија, климатски промени и бизнис клима, го сподели искуството од неговата земја и рече дека таму институциите, пред се полицијата и Министерството за внатрешни работи, постои посебна специјална единица од околу 200 инспектори и таа води грижа за овие прашања. Yes, I came here to Macedonia to share the Slovak experience. We have learned many things in our accession process, and especially focusing on environmental crime. And we have some knowledge, perhaps, that could be used in Macedonia as well to make the environmental crime more effective. We have several institutions that take care of the issues, especially at the Police Department, Ministry of Interior, Ministry of Justice, Ministry of Environment, Slovak Inspectorate. For example, just one number. In about 3,000 cases that were notified to the police or to the local authorities, around 60% of them have been treated or cleared. We have a specialized environmental unit which is seated in the police presidium, and it was a small unit a long time ago, but now with the national headquarters and the regional offices, there are around 200. Инаку повеќе институции, меѓународни експерти и граѓански организации денес во Скопје ја одржаа петата сесија од работната група 5 за поглавието 27 за животна средина на тема придвижување на националното законодавство кон европските напори за еколошка правда. На сесијата се поставија голем број прашања со фокус на правната и институционалната структура, како основен предуслов за превенција и борба против загрозувањето на животната средина.